Почитувани гледачи, добро вечер, јас сум Александар Вичиклицки, а вие ја следите 14-тата епизода од втората сезона на Проверитас. Последна од оваа година, и во ова вечерно издание ќе направиме една сублимација на изминатата година, ретроспектива на најважните политички случувања на домашната сцена, со еден според од мене највлијателните аналитичари на медиумскиот простор и водител на едно од најпознатите вечерни шоа, кој што го носи неговото име, на мое и ваше задоволство, наш вечерашен гостин е Богдан Илиевски. Богдан, добро вечер. Добро да ја Проверитас. Добро вечер. Како кажа последната епизода за оваа сезона, гостин ке ни е Дедо Мраз. Дедо Мраз. Па добро, имаш брада, нели? Да, почнав да ја белам вака. А така, тоа годините си го прават своето. Ако са дали има Дедо Мраз, никој не знае, така, па тука може да пројдеме вака. Добро, се на модерни технологии, нели, пресадуваат коси. Да. По луѓе веќе не ги познавам по градов. Интересно ми оние на помлади години што го прават тоа на наши години. Турците прекасно ја измислија таа технологија. Да. 5 века беа тука, знаеш, не се сетија тогаш. Сите ќе си бевме се бујни вака во главата, сега мора да, знаеш. Мустаките беа во мода тогаш, нели. Еве на крајот сме од годината. Имавме една многу интересна година на, нели, во делот на јавноста и политиката во Македонија. Изборна година, многу конгреси, се случува стабилизација на економијата, еве пред некој ден имавме избори на ВД, јавен обвинител и така накам. Како вака кумулативно ја оценуваш годинава што изминува? Види, како што кажа, полна со настани, во суштина, нели, ова беше годината во која што се очекуваше да се види конкретно како новата власт избрана лани во мај, мандатот го почна кога е, некој 20 јуни, ќе функционира, иако имаше, потрес еден огромен, страшен трагедијата во Кочани, малте на самиот старт на годината, односно, нели, 16 март беше тоа, таман после оној, како е постнова година, имаме еден месец глуп период, така наречен, кај што никому до ништо не му е, нели, кога ќе поминат сите празници, и кога, нели, доаѓа пролет и во суштина од пролет натака и луѓето со својата физиологија поинаку функционираат, нели, се насочуваат кон продуктивност и убави нешта. За жал, нас не пресече како општество, зборувам, таа огромна трагедија, и тоа е секако настано што ја одбележа годината, но особено првиот дел од годината. Направи длабок потрес на многу нивоа, смисол како онака и интроспективно сите почнаме да размислуваме како функционираме тој систем кој што, нели, сите го обвинуваме и покажуваме со прст, за жал кога ќе се деси нешто лошо. Ние сите го сочинуваме и сега, нели, како се снаоѓаме во секојдневното живење, смисол, јас себе за себе размислував, окей, сега ќе покажуваме со прст за настани што се случиле, што довеле до трагедијата пред година 2, 3, 5, 10, 12, од друга страна размислуваш како ти како индивидуа се снаоѓаш во секојдневното живење. Се сеќавам, имаше Гордан Георгиев, ми се чини еден фин статус на таа тема набргу после Кочани, кој што каже, еве, јас ке трнам од се, вика, ке направам промена, 2-3 продавничиња што се ги имам, односно канали по кои што си завршува некои работи, верувам, од секојдневното живење, ќе ги затворам за да како единка придонесам во промена на системот. Од друга страна, започна во тој период една акција на државата, нели, за ревидирање на досегашните начини на функционирање, нели, Скопје ден се без дискотека. Мислам дека има една-две од тие 15 кои беше центар во поранешна Југославија, како вака место каде што доаѓа од други градови луѓе кои што во скопски нема дискотека, да, меѓутоа е подобро да нема додека нема стандарди. Подобро е да нема додека нема стандарди, да. Жал ми е за клинциве денеска, не знам како тие си се социализираат и што прават. Ние сме си го прошле нашето. Така. Но како и да е, тоа беше настанот кој што од негативен аспект ја одбележа годината, да. Во врска со таа приказна, неколку гости ги прашав овде што беа Проверитас поврзано со ова. Дали државата изреагира правилно во тој момент, брзо, како што треба, и дали беа на висина на одговорноста во професионалните медиуми во Република Македонија? Во однос на државата, јас се сеќавам на сите коментари од луѓето од надвор кои што беа вклучени во помагање во однос на трагедијата. Оние тимови од Израел, од Словенија, не знам од каде се, не бидејќи
ете ќе да усвоиме дека оценката од надвор е од Бугарија исто така. Оценката од надвор е поважна од нашата, бидејќи нашата може да е нели обременета со нашите лични ставови. Па да имаше некоректност од одредени политички фактори во Македонија во самата криза која што сакаа да... Тоа, ке зборувам и за некрофилијата, ако сакаш, што е подпис за жал на една структура и гарнитура, но оценката на овие тимови од надвор кој што беше дека доста брзо се реагираше во тој момент на тотален шок. Мислам, ова е несреќа на планетарно ниво, што е значајна. Не на македонско ниво, не на балканско, не на европско, него на планетарно ниво. И нивната оцена е дека реакцијата беше релативно брза. Знаеме, веројатно, и јас и ти некои приказни од позади кулисите, дека некои одлуки кои што се донеле, веројатно придонеле до тоа да бројот на жртви остане на оваа бројка, нели беа 61, уште двајца во меѓувреме за жал почина, вкупно се 63, но да не е 120, 150 и така натака. Ужасен момент кој што ја одбележа годината. Како тоа ќе се одвива понатака е многу значено за нас како општество во однос на судскиот процес кој што ќе се случува. Не сум убеден, еве јас и во емисии мој сум викал луѓе, некои го поддржува обвинението, некои се против обвинението. Јас не сум правник, немам правнички став, имам човечки став. Мојот човечки став е дека јас сум се уште ни на небо, ни на земја. Збунет сум едноставно од се што се случува, бидејќи секогаш ми е шубе дека ова ќе трае премногу долго, дека процесот стварно може да трае 10 години, и тоа ќе се 10 години на агонија во однос на фамилиите на жртвите најмногу. Тие се најпогодените, ние сите други како луѓе, знаеш, си чувствуваме, сакаме да учествуваме, да бидеме емпатични, да во некои трагедии, иако тогаш некои од нас, или можеби па сите ние други, помалку или повеќе себично реагираме на варијанта кога има колективен траор, и да не е во Македонија, да е во Париз, нели бомбата во диското таму, која беше 2015-16 година, и ти ако не пишеш статус на Facebook, нели не учествуваш во целото. Уствари, што е тоа? Ти изразуваш сочувство или викаш и јас сум тука во кога има некоја актуелна тема, демек еве и јас сум тука, многу сум. Некој лајк ќе стави. Тоа е човекова природа. Јас мислам дека човекова природа е во прашање. Ја мислам дека е многу битно, Богдан, во секој случај овој процес да заврши со расчистување случајот целосно и во најбрзо време што може, за да токму вие нели рани. Саш да зборуваме искрено, никогаш нема да имаме ние такво чувство на крај на овој процес, бидејќи според пола стручна јавност тој е накриво насаден. Да. И не знам сега дали има механизми или дали има храброст, еве и новата веде републичка обвинителка, како беше, не знам, Исајловска, да. Анета ли се викаше, не знам жената. Но пример, во нејзиниот ограничен мандат, кој што ќе е 6 месеци пред избор на нов републички јавен обвинител, дали би се охрабрила, ако смета Топалова и Садовска, да? Дали би се охрабрила, пример, да ги, ако увидела грешки во обвинителниот акт подигнат од Коцевски, да ги исправи, и бидејќи знаеш како секој човек не може да не размислува за себе, без оглед на што и да прави. Во смисло, убаво е ние од страна, сега ќе седиме и ќе покажуваме со прст, ќе кажеме ти мора да го правиш тоа што мора да го правиш што ти го пропишува занато, струката, законите, ама ајде ти кажи ми, постои ли судија во Македонија, бидејќи Македонија е мала земја, нели, сите се знаеме, со не ова Америка од 300 милиони, па да имаш дистанца. Торпат не можеш да сожениш роднина тие некој. Така мала дигресија. Нема да ти верувам. Но, не може да се абстрахира од својата непосредна околина, во која што сигурно има некој кој што има некаква допирна точка со некој вмешан во некој си случај. Нели, се ова преопшто го кажав, ама нели преку двајца луѓе сите сме роднини. Тоа е, да, и секој се знае. Секој со секој се знае. И кај нас факт е дека се што е поврзано на тема правосудство има огромно влијание
јавноста, односно чувството, перцепцијата на јавноста влијае врз чинителите во процесот. Тоа не би требало да е така, меѓутоа така е. И тоа е човечки и просто јас тоа така го гледам и не сметам дека е лесно некој да се иземе од тоа. Сега ти спомна професионалност на медиуми и така натака, тоа е исклучително важен момент во секоја од една овие од големи приказни, особено траорни, негативни, лоши кои што се случуваат. Еве, не мора да е таков вид на трагедија, нека еден исклучително немил ден како 27 април. После 27 април медиумите беа полни со наслови 3-4 дена подосна дека, не знам, полиција, или не знам, кој обвинителство побарало притвор, пример, за нас како организатори на протестите, за мене задурло, за Бори, за Владо, иако Владо не ни беше организатор на протести, но почнуваше да се создава една таква атмосфера на ткаење на свилен гајтан, знаеш. И сега после, зар ти мислиш дека има некој судија кој што во тој момент во една таква општествена атмосфера на хајка и ловење бабароги ќе се одвежи да каже не е точно ова што го нема основ за ова што го зборуваат медиумите или невладината јавност, граѓанството и така натака, туку работите се вакви и вакви. Дај Боже да има. Еве, ние, нели, Џадж Фалконе го зборуваме од филмовите што сме ги гледале, так, нели, имаше ти многу тешко обвинување, тоаш беше обвинет како терорист. Ден сум јас Да, терорист. и во претходна емисија еден гостин имав Боемот и тој исто така го обвинија за тероризам човеков. Страшно, да. Погрешен мејл му пратиле да. информација. Се работеше за еден процес кој што беше голема фарса за јавноста и во најцрниот период на комунизмот немаше такви процеси кога Панта Марина ги има судено, нели оние познати дејци во Македонија. Народот тогаш перцепираше, беше поделен, едни беа дека стоите на браникот на државата, другите ви наметна етикета на терорист. Твојато вака прво лично искуство, како го доживеа целиот 27 април после тоа, што се случуваше со Богдан, од денешна перспектива, како ја гледа целата оваа приказна со 27 Види, април? 8 години подосна и сега да не ти трошам и премногу време. За тоа е ден кој што од секој аспект не треба да се повтори никогаш во едно демократско општество. Кога кажувам од секој аспект, мислам и на она што се случуваше внатре во собранието и она што се случуваше како реакција на тоа внатре во собранието, особено на она што се случуваше како реакција која што сигурно била дел од едно подземно сценарио. Викам минимум едно, бидејќи се уште стојам на тоа дека може би имало 2-3 паралелни действија кои што се одвивале, за кои што не знаеле едни за други групите кои што биле дел од една таква операција. Тоа дека штучевме оно, тоа го викавме специјална војна, го вика внатрешно на некој начин специјална. Само се тешки зборови можеби. Не се зашто тешки зборови, но за жал ние наместо обвинител имавме една госпоѓа која што докажано нема премногу среќа кога правнички логицира. Кога се обидува да логицира правнички, нема премногу среќа, но тоа го надоместува со својата ароганција, задртост и можеби постефекти од сложени хемиски соединенија. Кажи? Па на судење знаеш што правиш. Да, гледав и изјавите вака. Имаше расплакуваше сведоци таму. Да, знам, јас во еден друг процес бев сведок. Многу простачко и буквално притисок на нас како сведоци во судницата вршиш. Тоа е, знаеш како, убаво објасни еден. Нашите адвокати приговор се одбива, обвинителката приговор се приваќа. Ете, тоа беше судењето во 7 збора. А што мислиш, ќе може ли да се исправи оваа неправда што е наша? Никако не може. Кога ќе се најде начин да се врати времето, ќе може да се исправи, нели? Бидејќи како ќе се исправи 7-8 години за решетки на луѓе во што овие денови имаат повеќе среќа во реакцијата на правосудниот систем кон нивната судбина определена од злонамерните действија на тогаш актуелните обвинителки, судики и така натака. Не може да се врати времето и да се исправи, но она што може да се направи е да зборуваме и да
продолжуваме со бетонирање на позицијата дека луѓето што беа осудени беа неправедно осудени со обвинение кој што немаше контакт со здравиот разум, немаше контакт со мозокот. Види Богдан, ама јас мислам дека треба мора да се најде начин овие процеси да се добијам било каква сатисфакција, пошто во моментов со 2% доверба во судството, не знам ни дали се 2, 0, 2 проценти во општеството, и мора да се најде начин да се помири ова општество со целата таа работа. Не само луѓето кои што беа директно инволвирани во 27 април, беше травма на национално ниво која што доживеавме сите оние луѓе во Македонија кои што се чувствуваме како своја држава Македонија. Тоа беше една работа која Александар, ќе зборуваме веројатно подосна за најновите идеи на Али Ахмети на Конгресот на Дуи и може после пак да се вратиме на 27 април, на оправданоста на нашите реакции и така натака, на тенденциите на одредена политичка структура на кој пат да ја води оваа држава, бидејќи кога зборуваме за помирување во општеството треба да говориме како интраетнички, етникум со етникум, знаеш, на повеќе нивоа, тоа би било идеално, прекрасно. Јас мислам, па не сме племиња, па така да се договораме етникум. Па не сме, ама не сме племиња, ама па и од друга страна не е тоа само со Македонија веројатно случај, но не е дека кај сите од нас исчезнале некои кромањонски аспекти на карактерот, на навиките. Просто отвори го Facebook денес. Отвори го. Па да, види, отвори го Facebook денес. Оба ми текнува најава од Марто Мистерија Кромањонски, така да ликот ми излегува вака. Отвори го Facebook денес и најди две мислења, две ставови кои што се попровокативни и од едната и од другата страна на политичкиот спектар во Македонија да зборуваме. И читај ги коментарите долу. Такви навреди, такво ниско однесување. И одредени медиуми влијаат на целата таа приказна заради тоа што ја спуштаат нивото на комуникација. Значи јавност си гледаат се што треба барем да бидеш пристоен во обраќањето. Добро, тие медиуми ги гледаме и јас и ти, па не предизвикал некој си медиум да ние се однесуваме како што ќе се однесуваме. Се работи за домашно воспитување и за капацитет на еден човек, но важен е општествениот дискурс генерално, од кој што се дели медиумите, ама таквите медиуми кои што се занимаваат со таков начин на комуникација за прилича читаност не се многу, нели? Повеќето медиуми имаат одредени стандарди. Може ли еве ти човек си од медиуми кој што работиш цела година, секој ден едно те исто да го верглаш и да бидеш цело време негативен? Ја не би се чувствувал добро. Искрено да ти кажам. Не, тешко. Секој ден сум намрштен да вреѓам, да пукам не по некого, да пцујам. Тешко е тоа. Животот ти поминува некако, не знам, тоа без врска, нели? Тоа е така, да. Знаеш, и се најлесно, тука јас си го одбирам, тој најлесниот пат е да си водам сметка за себе и секој да повикам да си води сметка за себе. Покотово јавно личности, нели? Сакајки на крај општеството во поголем број да си ги изнивелира тие стандарди. Меѓутоа, не викам дека во тоа нема и улога и државата, например. Јас сум за слободен говор максимално. И мислам дека слободен говор е слобода на секој говор, но тоа не значи дека секој говор на крај е толерантен и од законски аспект или дозволив, така? Односно дека мора да постои некоја граница во која што општеството ќе каже стоп. Ова веќе не е слобода на говор, ова е веќе најфлагрантно ширење на омраза, оние повикувања за линч, за бомби, замислување, посакување, нечива смрт, тоа никогаш не може да го прифатам јас како слобода на говор. И тука и репресивните мерки треба да бидат во функција на колективитетот, нели? Некој нас треба да не заштити од некој ментиш кој што решил дека ќе се пресметува со мене, со тебе или со кој год, со Шекеринска или со Заев и така натака. Јас сум го критикувал Заев 7000 пати во својот живот. Сум употребувал дури и фрази кои што се на горната граница на навреди, меѓутоа тоа сум го правил на начин кој што не е навредлив.
користејќи цинизам, сарказам, иронија и други стилски изразни средства, за сепак да го кажам мојот став, најотворено што можам, но тоа да е во некои граници мерки. Дали некој пат сум ја преминал границата? Апсолутно да. Јас сум жив човек и грешам. Нели, кој не е преминал, нека го фрли првиот камен. Нема таков. Нема, не постои. Ама, дека треба да имаме став против такви појави, апсолутно треба. И од уште еден аспект, државата што може да направи? Да поведе сметка за начинот по кој што културолошки се дефинира општеството. Да не кажам начинот на кој што се едуцираат и образуваат, тоа не е исто, нели, од најмладите генерации па натака. Веројатно на луѓе од подоснежна возраст не може многу да се влијае, меѓутоа може да се влијае што како култура конзумираат децата и по телевизии, и по интернети, и по концерти, и по не знам какви мити собиранки. Тука не зборувам за закони од типот со кој што не се согласувам, кај што државата премногу ти го регулира живеењето. Апсолутно не. Ова е капитализам, слободен пазар и нели за секого треба да има по нешто. Но државата мора да води сметка за државните интереси. Ние зборуваме за националниот идентитет, го браниме од нападите од надвор и така натака, но не го браниме на начин на кој што доволно, на начин на кој што ние треба да создаваме за да го јакнеме, односно да го продолжиме тој природниот тек на тој идентитет. Тоа не е, не знам, кило јогурт па го купуваш и го чува, или габа и ќе си ја негуваш во фрижидер и да си продолжи, ова ми е идентитетот, во фрижидер си е конзервиран и ние тераме. Тоа е жива материја. И јас ден денес се прашувам каде е нашиот филм за Гоце Делчев. Зошто немаме филм за Цар Самуил, зошто немаме за Крали Марко, за... Не знам дали уште една работа си премила и она... Че морам да кажам и за Александар Македонски, за Шамбе да го возбудам позитивно. Но, навистина, сметам дека имаме многу што повеќе од ова да направиме. Убави се, еве конкретно за филм спомнав. Убаво е тоа Силјан, Штркот, Ахмед, диџејот и така натака. Ама еве мене како човек навистина ме интересира да застанеме како држава изад проекти на темелите на државноста на Македонија. Наместо да трошиме пари или па да не ни е на радар такво нешто, а од друга страна културолошки да не бушат некакви Аци, Лукаси, Мукаси и така натаму. Патем не знам што би набинали тој концерт хуманитарен. Појма нема. Да, не беше ни ти добро. Престанав да го гледам после таа приказна, но она што го говориме јас и тие, една тема која што и двајцата со своите улоги кои што ги имаме ти во телевизијата, јас овде, ќе се трудиме нели што повеќе да бидеме на браникот на приказната. Абе, види, одговорност имаме, сите се разбира, бидејќи не многу луѓе имаат ваква прилика, нели? Да пред определена јавност третираш теми кои што се од јавен интерес или да наметниш теми кои што се од јавен интерес. Јас навистина сум навистина ми е чест што сум дошол во таква прилика да зборувам пред јавност и тоа да има влијание кај луѓето. Тоа влијание го чувствуваш и ти. И да имаш став и да знаеш што збориш. Епа, тоа е многу битно. Чуј, од прв ден кога ја прифатив поканата да работам во телевизија, си ветив на себе си и на тимот на Алфа кој што ме покани, Јани Бојаджи директорот, Методија Алексов програмскиот директор и сите луѓе кои што се вклучени во тој процес, дека јас просто ако го правам ова ќе го правам така што ќе си останам доследен на моите ставови и гледишта. Мој став и гледиште не е дека новинар персе мора да е испран гласноговорник на идејата за некаква трета неутрална јавност. За мене е сосема окей да имаш ти и политички, идеолошки убедувања, припадности и така натака, што тебе не те спречува ти да ги поставиш пак прашањата што се од интерес на јавноста. Многу е понекоректно да се представуваш независен цел живот, дека си аналитичар, ваков, так не можеш да бидеш. Па, се согласувам. Треба да си коректен и да кажеш правите вести. Не постои независен медиум. Меѓутоа, за некој е важна вест, односно, прашање од интерес
на јавноста, не знам, докаде е пругата со Бугарија и тунелот под Крива Паланка, колку ќе чинат новите работи на, конкретно транспорт врски прво ми падна на памет. Бидејќи читав некои вести вчера за како ќе се решаваат тие свлечишта со галерии и така натаму. Со планината го читав. Колку чинат новите интервенции, зошто не биле предвидени со првичниот проект, било можно, било неможно. Пример, тој аспект ме интересира. Среќен сум што се гради, добро е да знаеме дали колку не заглавиле проектантите на времето или па просто било вис мајор и се случила ова и сега ние го решаваме и добро е што го решаваме. Так. За некој е тоа прашање од јавен интерес, за друг може да биде прашање од јавен интерес зошто криете дека сте договориле мигранти со Велика Британија. Не свегаш? И некој како на времето, Саше Политико беше таква Facebook полиција, да оди од човек на човек и да вика зошто не прашуваш за мигрантите, зошто не зборуваме за, не знам, you name it. Зошто не прашуваш? Многу интересно. Да. Добро, затоа што во суштина, знаеш, наративот го контролира оној што ги поставува прашањата. И сега ти ако зборуваш за фудбал, пример, играла Барса со Реал и сега и овој ќе дојде, а каде си ти да зошто не зборуваш за мигрантите? И сега ти како да одговориш на имагинарна некоја работа што не постои. Имено. Така да што е важно од аспект на јавност, нека си цени секој на крај на денот. Не постои еден суд кој што ќе определи дека ова е важно, ова е неважно. Постои судот на публиката, постои судот на времето, нели? Ако сум гледан, значи веројатно имам што да кажам и луѓето сакаат да чујат што јас зборувам. Што ми е најбитно кај тебе? Искрено ти кажам, како на другар, на пријател, што некогаш и луцидно, како што викаш, некогаш и сарказам, и тоа ја кажуваш вистината. Секогаш. Нема лага, не правиш конструкции, не правиш лажги. Нема таква приказна. Ја подкрепувам во суштина секогаш со некаков материјален доказ, така? Да. Например, во стендапот, во ведниот коментар во мојата емисија, се што ќе кажам, го подкрепувам со нешто материјално. Тоа може да е нов агол на гледање на нештата, може да е не знам, нешто друго, но во суштина имам не фрлам на гравчиња, да кажам, ми се сонија едни мигранти и сега тоа значи дека многу ми се допаѓаат пресконференциите на СДС. Ова е договорот мигранти за пари, парите 6 милиарди од британскиот кредит, овие ВМРО-вци ви знам, ќе ги искрадат, ќе ни донесат 10, 20, 30, 50 илјади мигранти кои што овде ќе шират зарази, болести, ќе селуваат, ќе убиваат, зошто бидејќи сакаат Македонија да се распадне и никогаш да не влезе во ЕУ. И не знам, мајсторе, дај уште по едно од гајбата, извади вегета месен нарезак да го довршиме муабетот. Ма кога тој муабет го комуницира партија што се нарекува себе си државничка, државотворна, која што секогаш носела тешки одлуки, што го тоа да значи, знаев, и Кале Шангја можела тешка одлука да донесе, да. Таа имала тешка одлука за носење, нели, а не така. Не овој со жицава. Не овој со жицата. И тогаш сваќаш дека сме во еден период на нашето постоење, после 34-5 години самостојна држава, кај што греота е нивото до кое што е дојдена политичката комуникација во земјава. Греоте, навистина е греоте. И ако нешто сакам да се смени дури во мојот животен век, тоа е тоа. Не претендирам дека тоа може да биде за 2-3 години, ама за 1/10, ако политиката повеќе личи, и во Америка се препукуваат, и во Британија се препукуваат. Да. Ама тоа е едно сосема друго ниво, веројатно поврзано со нивото на демократско искуство и колективна свест. Таму сакам да... Што малери бевме заев да ни падне нас. Реално тогаш почна даунфолот. Иако имаше на времето, ти ги памтиш повеќе, нели, чувени дебати што сме гледале дома како реалити шоу. Првиот парламент беше за тоа многу интересен вака. Не, ама зборувам ја за БЦ и Бчо, да. Со шизофрени, со кокаини и така натаму. Да, со апчиња, со сите работи како се ги. Веројатно тогаш тоа беа првите предвесници на реалити аспектот на политиката, ама кога се потпираш премногу на реалити, немаш многу време за факти и за одговорности, да размислуваш како човек дека секоја банка ти што си ја платил како данок денес, некаде таа завршува, па да размислуваш за тоа што тебе ти го подобрува животот,
ама кога ќе ти фрлат на масата вакви, не знам, мигранти и слични трагатанци, и веќе дебатата се изместува, бидејќи тогаш она гласно мнозинство, не викам дека е апсолутно мнозинство, но дека се кога е гласноста во прашање, најхрабри се оние луѓе кои што имаат многу неоправдана самодоверба. И тие се најгласни, тие го преземаат јавниот дискурс, барем кога се опрашање социјални медиуми или можеби емисии утрински јавувања по телевизии, а оние луѓето што малце поприсно размислуваат, викаат чекај, јас ќе го задржам своето мислење за мојот тесен круг на пријатели, нема да учествувам во јавниот простор, бидејќи ќе ме опцуе некоја будала и ќе ми го расипе денот. И тука завршува приказната. Јас тука не сакам таа битка да ми оставам на овие што сметам дека чинат лошо и се трудам колку што можам, како што можам да се борам против. Така. Ајде, оваа година беше година на избори, сека година на избори. Тамаме пола емисија за првиот дел од годината и гледаш до кај не доведе тоа, вториот дел беше. Ајде, изборите не се случија во Македонија, сума сумарум апсолутна победа на ВМРО ДПМН и коалицијата на овие локални избори, исто така и во оној друг кампус влен подобар од Демократската унија за интеграција. Национална алијанса за интеграција. И нормална работа после постизборно, нормално е време на конгреси, оние што победили да се рефрешираат, оние што изгубиле треба да се променат и така натаму. Ајде да ги скоментираме конгресите партиски од вака од твоја страна гледано. Ајде да почнеме со ВМРО, најсвеж вака им беше конгресот, чувме многу интересни работи кои што ги кажаа на конгресот. Една многу битна работа е тоа што на пример претседателот на ВМРО ДПМН Мицковски условно кажано повлече рачна, прв пат во демократијата во Македонија, јасно стави лимит на својата функција во партијата, рече јас сум мој последен мандат. После тоа не се кандидирам, испраќајќи една порака, па и неговите претходници не ја сватија дека не постојат вечни функции. Тоа е вака мојот коментар на конгресот што мене вака ми остаje добар впечаток. Тоа Али Ахмети најмногу не го сваќа сега и едноставно ќе му се одрази тоа со тек на време, ќе ти кажам, мислам зашто паралелата ја повлекувам. Точно е дека не постојат вечни функции, Јосип Броз Тито е доказ дека не постојат, иако некој ќе рече, тој владееше колку, 40, 35, 6 години. И што се случи со државата што ја владееше после тоа? Нели се случи тоа што се случи? После мене потоп. Истото ќе и со Дуи. Али Ахмети дури тоа го најави вчера, велејки дека капетанот последен го напуштал бродот, ама овој бродот што тоне, нели не ја довршил до крај приказната, туку многу се поетични некојаш во изразувањето, стварно ми се симпатични. Вика, кога бродот ќе дојде на пристаништето, тогаш капетанот последен ќе напуштал бродот. Океј. АЦ русески логика ми е супер, нема што јас да му ја мислам. Нека му ја мислам, но анализа ќе правиме сега. Или познатиот како беше она мислител Пантареј. Да, познатиот Пантареј, да. Што би рекол Пантареј, се рече се семенува. Не знам кој беше тоа, Цај или некој. Бузлев, добро. Бузлевски. Пред конгресот на ВМРО 2 збора за изборите. Да, убедлива победа, нели, во рамки на теренот на кој што се играше, односно пребришување под со противникот од аспект на гласови, веќе проба СДС со таа прича, ВМРО изгуби 130-140.000 гласови, меѓутоа тука ја види, на сите јасно, прво локални избори стално се со помала излезност од парламентарни, коалициите се различни, но да, може да се забележи веројатно абстиненција, имаше многу неважнички ливчиња на одредена група од гласачите кои што дале поддршка на парламентарните избори, бидејќи тогаш имавме епохална промена. Такви гласања не се сите парламентарни избори, овие претходните беа такви, нели, се бараше промена и сега тоа се луѓе кои што се, судиите во општеството, односно кои што чекаат голема причина за да излезат и да гласаат и после го дале својот глас и се гледаат како се одвиваат работите. Работите се одвива на нивото на очекувањата на огромен дел од јавноста споро, тоа е правосудството, нели? Ние дури денес, после 18 месеци, имаме ситуација во која што е променет, бидејќи не му ја сметам за оставка на Коцевски ова
Да. републичкиот јавен обвинител, тоа беше некое жонглирање негово политичко повторно во Па си 90 искористи алатка минути. за да може да биде адвокат. Па нека Така биде. велат дека Кој сака правото- Коцевски да му биде адвокат, како да ти кажам, нека му биде. Но очекувањето правда и правдина, правичност во Македонија беше тема број 1 за огромен дел од граѓаните. Ме радува тоа што во последно време забележувам и поголема активност и на МВР и би сакал и обвинителството, а вистина си ја работи својата работа. Зошто? Не сакам јас да слушам листици кои што звечкаат. Нели, јас не се ситам на туги несреки. Особено с краја да е подалеку од тоа да видиме било што ќе заличува на политичка пресметка или прогон. Нели, како некој кој што прошол низ тоа сито и решето, надвор од умот јас да се радувам на звук на лисици. Но, исто така, надвор од умот да замижуваме на луѓе кои што злоупотребиле и злоупотребуваат, додека ние честно си ги живееме животите и сакаме некаква фер шанса во општеството, за да, нели, си останеме тука и за да си ја градиме својата иднина во Македонија, или јас 40 ќе ги полнам во март, ама да не ги спремам и учам моите деца дека од ова не бива држава и дека треба лека по лека од мали нозе да ги учам по 2-3 јазици, за да може еден ден да живеат во некаков нормален систем, што никогаш нема да име дом. Така. Никогаш. Се согласувам со тебе. Така да, тој дропаут на гласови го препишувам на тоа, но нормално, еден мандат трае 4 години со причина, нели? Да. Не е година и пол, 2, 2,5, 3, па ни 3,5, нели? Тука е 4 години со причина, затоа што 4 години се смета на светско ниво дека е доволно разумно време да се види дали некој оди по патот што го трасирал ветувајќи пред избори или не оди по тој пат. Сега, кога е Конгресот во прашање, јас сега ќе ти кажам, ќе те вратам на 2011-12 година. Го среќавам Ѓорги Иванов на некаква предновогодишна, мислам на Канал 5 беше, јас поканет како, нели, Rising Star на Facebook полето за коментаторски надпревар меѓу народите, и го сретнав таму претседателот Иванов, разменивме 2-3 думички и Борче Осифовски, неговиот шеф на кабинет, разменивме контакти, ме поканија после 2-3 недели Вила Водно. Голема чест за мене, ама ова е 2012-13, така нешто. Одам јас Вила Водно, се среќаваме таму, се сликаме и разговарам, не знам, сат и пол, 2, интересно, многу интересно искуство, голема чест, председател на државата. Председател на држава, да. И ми ја праќа сликата фотографот, Охригенец беше фотографот, ми ја праќа сликата. Јас тогаш имав, значи 25-6 години си. Сад време се мислев дали да објавам или не. Зошто? Иако ми е огромна чест, председател на држава е, знам што ќе се случува со таа Facebook полиција што после ќе ме гони, ќе ми збори, ти се шитна, ти се продаде, ти си вамаровец, ти си небања, ти си ова, ти си она. Ти зборувам на мои 25-6 години, кај што уште не бев, мислам, чудни времења беа, тоа бев многу понезрел од сега. На крај ја објавив сликата, затоа што си реков, јас сакам да си го задржам правото, да се сликам со кого сакам и каде сакам, и никој да не ми го регулира животот со закани или со исмевање или со било што по тој начин. Од тогаш поминало доста време. Денес ми беше огромна чест да објавам сликата со председателот на ВМРО, да помене, со премиерот, со професор доктор Христијан Мицковски, затоа што прво исклучително го почитувам како човек, се знаеме, скоро какви 7-8-9 години уште во извршниот комитет во кој што јас влегов, тој тогаш стана генерален секретар на партијата. И му се радувам на растот сите овие години, стана еден професор, доктор по политика, стана исклучителен политичар во Македонија, можеби најдобриот што сме го имале до сега, нека ке скокнат сега овие со Киро Глигоровци Мигоровци, ама јас бев дете, не го памтам Глигоров премногу, освен не ме оставајте сам и 7.000 македонски војници пратени на боиштата во тоа па тоа е искрено, сега криво седи право збори и прати мајките, вика немам начин како да ве спасам и не се. За Христијан Мицковски зборуваме и не ме изненади, ама ме изненади. Да.
зашто навиката ни е поразлична како општество, неговата одлука свесно да најави дека тука повлекува линија. Односно, ова е неговиот последен мандат како председател на ВМРО, дури е во полна моќ. Значи, не може, не знам што имаш председател на државата, кој што е поддржан од ВМРО ДПМН и коалицијата, имаш премиер си на влада во која што изгласана од собрание, кое што не зависи од теснопартиски интереси, од како што беше во како до сега периодот, и туку што повторпат си ги потепал на локални избори твоите политички непријатели, кои што се така грогирани, да што и да прават, не знам, ни 2-3 години ќе им треба да се консолидираат. И поискусните во СДСМ тоа го знаат. Секој што го прошол тој пат, тоа го знае. Ти во твојот живот 2-3 пати си го прошол тој пат. Така. Кажи ми, мислиш дека е така да, сакам да кажам, дали е паметен гестот. Лично ти како? Дали е паметен, знае премиерот. Ова е потек. Не, ама ова е потек за почит. За почит. За почит е бидејќи навистина покажува една нова вредност во политиката денес. Да не се гледа таа како место каде што некој ќе функционира пошто пото целиот свој живот или работен век, туку дека е служба во интерес на народот. Тој напуштил професура на факултет, дошол да се бави со политика, да се бори во Македонија, за Македонија во едно многу тешко време. Таа борба резултирала каде што можело со успеси, односно со стопирање на некои процеси во собрание што било можно да се стопира. Повторно ќе се повикам, и јас и ти знаеме задкулисно какви танталови маки имал и во период 2018 да ги разубедува оние одметници од ВМРО-вското јато кои што кренаа рака за промена на името. So on. Еве, после 7-8 години борба, е во позиција да е најјак политичар во најсилен, најмоќен политичар, највлијателен политичар во Македонија и кажува после 4 години јас завршувам со своето председателствување, иако имаше луѓе кои што ме убедуваа дека треба да останам. Тој пресметан ризик, 90% го убедува околу тој пресметан во рете, ама многу почитувам тоа што го стори, затоа што стварно сметам дека е добро да се научиме да научим оваа лекција, односно оваа демонстрација на промовирање вредности, кои што тој во случајов, еве и јас се согласувам дека се подобра солуција од тоа да одиме по стариот, за жал, проверен пат во кој што после од X години, ако не се остава власта, тоа неизбежно води до големи потреси во рамки на општеството. Така што едноставно ќе ми е многу интересно да следам како ќе се развиваат овие процеси понатака. Се разбира, не сме паднати од Марс. Има ли ВМРО ДПМН демократски потенцијал да оваа трансформација ја направи? Зошто да нема демократски потенцијал? Никогаш ВМРО не сум ја гледал јас како фараон партија. Она што сакам сега да го видам, за разлика од претходните патии, кој да дојде на местото на премиерот Мицкоски после 4 години, и 4 после тоа да биде во одлични односи со премиерот, заеднички, нели, да имаш ти еден мегдан за консултации, за совети, за пријателско кафе со добронамерни совети, бидејќи искуството е најважно во политиката, нели? Без искуство не постои вундеркинд од Ламазија на Барса ќе го земе и сега ќе биде веднаш најдобар играч. И на Меси му требале 5-6 години. Тоа е вистината. Значи би сакал тоа да го видам. На Барса вага. Би сакал тоа да го видам и верувам дека тоа ќе го видам, бидејќи познавајќи го човечкиот капацитет на човекот, тој е реализиран човек, реализиран и пред да влезе во политика. Тоа е многу важно. И поради реализираноста пред да влезе во високата политика, веројатно ќе отсуствуваат други некакви странични емоции, чувства и потреби да докажува дека е најважниот и откако ќе ја напушти фотелјата. Ако сакал тоа да го прави, немало да, нели? Ќе станеа веројатно 30 души од публиката меѓу нас ќе речеат
не ве оставаме сам, како Киро што пишувал писма на времето. Не беше, немаше ни такви театри, туку еден гест кој што многу силен впечаток ми остави. И мене за демократскиот потенцијал и капацитет на ВМРО, а кога сме веќе кај Конгресот, постконгресно што очекуваш, што мислиш, она што беше усвоено на Конгресот на ВМРО, постои ли реален начин да се реализира тоа? Сега веќе многу наши колеги велат дека нема никакво оправдување, апсолутна власт има, кажано ВМРО ДПМН на државно ниво, локално ниво, уште судската, нели? Абе види. Таму не е добре тај независна власт, нели го Божем? Види, да. Немој во уста да им влегуваш. Да. Не, судската власт мора Затоа да се независна. мора да се Да. абе независна. Мора да се само регулира и само реформира. Не знам колку е независно обвинителство кое што е колку треба да ја тераме таа приказна. Обвинителот го бира парламент. Да. И во суштина за обвинителот одговара парламентот што го избрал. Сега, ако новиот обвинител кој што ќе биде избран во март или не знам кога да си, март, април, кога е крајниот рок е за 6 месеци, но као нема да се чека толку, нели се најавите. Ако тој обвинител не работи добро, кој ќе биде крив за тоа? Парламентот треба да е. И парламентот ако не го санкционира, ако не работи добро, но нели објективно добро, тогаш апсолутниот кабает ќе е на страна на политиката. Но, во однос на изговори имање, немање, бичикле, секој систем е составен од живи луѓе. Така? Јас апсолутно очекувам да има и грешки, и некој што ќе краде, и некој што ќе лажи, и некој што нема да исполни. И исто така очекувам, тој што ќе сгреши, тој што ќе краде, ќе лажи и нема да исполни, да биде санкциониран. Точно. Кој треба да е санкциониран во рамки на партијата, кој треба во рамки на законот да си поведат постапки и така натака. Значи, checks and balances на некој начин, едноставно, треба секој да си сноси одговорност за товарот што го има, работејќи во функција на граѓаните. Никој никого со пиштол на глава не натерал да биде во политика. Така. Нели доброволно е. Дигаме рака, викаме јас сакам да учествувам во политиката, политичките процеси, ме бива за ова, за ова. Да. И окей, fair and square. И на крај секој треба да се труди да го изврши она што го ветувал и обеќал. Значи, не грешка е да мислиме дека сега ВМРО или било кој други во иднина така се продаваат цело време дека тие се белите божи ангели. Тие немаат признато ниту еден сомнеш за криминал на нивни член, ниту еден. Они се не Артан Груби не бил крив, ова и Соравија не бил крив, ова било Местенка, ова било не знам што. Белите божи ангели, викаш, ова се и упорно со таа прича ветинг да има, демек на ветингот ќе се докаже дека магарето лета, мислам, реално. И уште смешно рата 45-та година викаат ветинг. Работи поминати денационализација и национализација. Ајде, тие што ќе зборуваат, тие си се обраќаат, види. Ако Дуи не излече никаква поука од ова што досега се случи, а ако Влен ги излече правилните поуки, после наредните парламентарни избори Дуи ќе се распадне. Да. Без оглед на Али Ахмети или не. Но два фактори треба да се тука. Дуи да не научи лекција, сега не сум сигурен, види, Ахмети е искусен и знае тој да жонглира и овие нови барања сега што ги формулираше се доволно меки, но доволно јаки, доволно меки за општа јавност, бидејќи не вика Апла Македонија треба да стане федерација, а тоа значи малтене дводомното функционирање во оваа држава, тоа што го бара. Па тоа го бара, тоа го бара. Затоа реков, се вратиме на заедничка Македонија, дали ние измислувавме некакви платформи или не. Од друга страна, Влен треба да излече поука и да работи повеќе на граѓанственоста, да работи повеќе на со помладите структури во општеството, да се бори, да има возможи економски напредок, да има возможи подобри услови на функционирање, односно да ги замени темите од дали имало овде, не знам, од 1912 до 46 геноцид на 400.000 албанци. Имаше и такви мобити пред 8 години. Протест правеа. Туку треба да или за генералите во Хаг. Знам кому шта е мило, ама има многу други поважни теми од секојдневното живење, на крај на денот и за приближување на двата табори, македонскиот и албанскиот во општеството, и ние имаме 50 мегдани кај што може да седнеме и човечки да разговараме за да го намалуваме потенцијалот на национализмот во општеството, што е клучно.
иако Велен работи на тоа поле, а Дуи ја продолжи да ја развива од мек начин кон потврд пред избори, бидејќи нели секогаш Кекса, Гурабија, Мурабија, нели овој се инспирира Кекса, поетот од речица. Тогаш после наредни избори мислам дека нема да издржи веќе, односно ќе каже бродот можам до тука да го возам и сега ќе има нов капетан. Ама проблемот со има некоја егоманиакалност секојаш кај луѓе што сакаат 30 години да раководат со нешто, Пак има нема да работат на своји наследници. Тоа е проблем. Тоа е погубно. Сегаш, нема да работи на свој наследник, затоа што ако па работи на свој наследник, предпоставува, сега ќе направам поделби во таборите. Тоа веројатно треба да е некој долг процес во кој што 2-3 имиња ќе се прво, па 2 на крај едно очигледно кое што ќе го наследи за доброто на организацијата, партијата и така натака. Ама брилијантниот филозоф Аце Русевски тука е најдобар. Стварно, може уште 20 минути за Дуи да зборуваме како нивниот шифт на политики би требало да се одвива за да преживеат, дали тој шифт е можен со Али Ахмети на чело или кој друг би требало, па како ако се направи тој шифт со нов лик, што ќе прават овие старите структури, дали ни фарли треба да ги замрзне за да не прават проблеми. Некој совет прави сега. Таму е некоја идеја, иначе... Ама не, најако е дека сега и ветерани ќе имаат. Ветерани да... Викам конкуренција. Да ќе соработуваат со Јадунија на ветерани од ВМРО. Би било добро, би било интересно, би било. Ако има таму луѓе кои што би сакале тоа го прават. Тоа е кај нив приказната 2001, но кога што го збореше ти, значи јас како човек кој што 30 и нешто години ја следам активно политиката во Македонија, она што можам да го видам кај Дуј пред конгресно и постконгресно е еден идеолошки хаос, она кое што ти го говориш, значи влегува нели како партија со националистички пароли сега во првиот круг на изборите, па нагло го сменија после прв во втор круг беа писмейкери одеднаш во целата таа работа, па са некоја зелена агенда нели се враќаат повторно во целиот процес. Она што многу луѓе кои што го разбираат политичката состојба таму во Дуј во оваа емисија и покојниот Агим збореше и оно за тоа и Љулзим и уште неколку луѓе, сите велат дека ако го нема Али Ахмети, без оглед какви реформи да се направат во Дуј, дека Дуј нема да постои. Нема значи, да... сите го збореа дека, ама јас не разбирам, еве, промени што видовме. Арбара Деми стана генерален секретар, тоа е и она... Кажа, ако го нема Али Ахмети, јас нема да ја врзам главата и да ја држам врзана со чалма од жал предолго време. Лично како човек сметам дека би било корисно за цело општество да се излуфтира малку тој простор таму, односно на вистина Ахмети да каже ајде некои млади сили, нови, нека ја водат партијата со нови теми, пошто мене ми е досадено веќе да ги гледам тие прослави со карти на аутохтонусо на голема Албанија. Истото важи, Дуи, овој од Тетово, како се викаше, Билјал Касами, без оглед, знаеш. Или да се теми, не знам, се нешто пред избори, она како правеа музеј на УЧК во не знам каде, Зашто во Берова што не ќе ставаме таблата? Слики на Али Ахмети во униформа. До кога со таа приказна? Овде се родиле деца веќе и заминале од Македонија кои што не биле ни родени кога војната се водела 2001 година, а заминале зашто не им се живее веројатно во ваква средина. За тоа ги губат гласачите. Има се помалку гласачи кои што одат со таква реторика и тоа е... Of course, ама ако делуваат неразумно, ќе тераат по сила дур се може, и кога се тера дур се може, тогаш едноставно расцепот ќе е многу поголем. Ама ајде да збориме сега за да се вратиме македонскиот кампус. Кај мигрантите? Да, кај мигрантите. Социјалдемократскиот сојуз, значи денеска што го гледам. Социјалмигрантскиот сојуз. Социјалмигрантскиот, да, добро би му стоело. Или Социјалдемократскиот сојуз на мигранти, СДСМ, може. Социјалдемократски сојуз на мигранти на СМ, според нив. СМ. Така. Значи јас како човек што толку години јас сум нели профилиран десничар и секогаш сум учел, нели сакаш да ја знаеш политиката на твојот противник, на левицата. Така. Ми стана чуден моментот, значи ова што го гледам СДСМ во последниот период, нели требаше да имаат некој конгрес, се случи баш кочени во тој период, па го одложија, па го одложија одложно конгресот гласа, па го донесоа цел Сорос со фани со компанија таму, нели направи една група, па сега се скара со Сорос, ама не се скара. Па ги нема. Што се случува во СДСМ, значи
Многу интересни ми се тоеве коментари ги гледам секој ден на нивните пресконференции. Јас во еден период бев портпарол на ВМРО ДПМН и кога ги гледаме нивните денеска пресконференција, стварно не знам што би можел да им одговорам. Не, вакво ниво Што можеш да кажеш? Вакво ниво на, не знам, ова честички кои што неконтролирано се удираат под зидовите на атомот, немам видено. А јас себе пратам политика, ичмалку 20 години. Интензивно, ичмалку 10-12 години. Вакво нешто немам видено и единствено објаснување кое што може да го дадам е дека сега партијата ми изгледа како да е играчка во рацете на најгрлатите. Таму после катастрофата на избори. Веројатно кај некои луѓе има жал, срам, не знам, сите оние фази на тагување после пораз. Филипше не убедуваше од првиот ден дека тоа е голема победа, ама после му требаше некаква проактивност за да покаже дека оваа голема победа сега ќе ги носи во нови акции, подвизи големи и тие на крај ќе, Боже ми прости, ослободеле Македонија. Од кого? Најдобро ќе ослободат ако се расформираат како партија. Така. Тоа е навистина. И не ми е јас, ова сум го кажал многу пати. Имајќи го, ако по овој начин продолжат да действуваат, овој да вика се жртвувам од твојата функција само да направиме уставни измени како што бара Бугарија. Значи, како да ти кажам, те молам исчезни од политичката сцена, бидејќи ништо добро за оваа држава не направиле со таквата нивна свитка на кичма и подајничка политика. Ништо добро. А тие се поубедени дека биле најдобрите и дека народот е во право и кога греши. Односно, грешниот народ не уме да ги препознае какви големи визионери и политичари се тие. Повторно да се вратам на тешките одлуки што ги носеле, за нив е Кале Шангја глупак, нели? За нив е сите Христо Узунов е глупак. Нели, излегол да се бори и на крај се самоубил за да не падне во рацете на окупаторот. Или Турунџев, нели? Луѓе семејства оставале фамилии. Имен. И сега јас сметам дека е штетно емитирање на таков наратив во општеството од страна на еден некогаш важен политички чинител. Но не се. Ете ги, партија се постојат, функционираат, анализирајќи ги што прават, ми личи буквално дека најгрлатите сега се заиграле. Така. Ти знаеш, од комуникацијски аспект, дневно ако пишеш 10 соопштенија, тоа е едно соопштение што ќе опишеш дена, нема да ти пројде никаде. Бидејќи на портали вака изгледа тоа. Фуп, скрол, наслов, чао. На телевизија тоа изгледа следно. Вестите, дневникот на било која телевизија има 25, 30, 32 минути. Така. Во тие 32 минути. Темата што тебе ти е важна, денес како партија, има прилог од 2.20. Во прилогот од 2.20, во кој што треба да има 3 влеза на новинар, може да има максимум 15-20 секунди со твојот став. Так. И ти денес решаваш 10 соопштенија да пишеш по 150 реда. Со филозофии, со поезија, со Лаура Ковеши сите ке ве реши. И Го видов тоа. Тоа ми личи на психотерапија што си ја прават за самите себе. Или, видете колку сме јаки, како им одбрусивме. Ворете. Ама тоа би требало драмската секција во основното училиште на СДС, односно детското уметничко катче, тоа да го вежба, а некој искусен, кој што се разбира во пиар и во комуникација, да им рече, добро, ама ова е за вежба, за вас, дури сте мали, кога ќе порасните, ќе сватите како функционира комуницирањето со народот, ако сакаш да е тоа ефективно. Не, 10 соопштенија на ден, за Белорусија, па со Вучич зема пола соопштенија и пресови им се како да се опозиција во Србија. Да. Српски свет. Кој им српски свет е бугарска кованица. Значи, зборувајќи за српски свет, зборуваат со на јазикот на бугарските националисти кои што не може да преболат Македонија ради Србија. Нели, такав пропагандите през 160 години дес еписибир. Па и во извештајот тој во Европа ни го вметна Џамбаски и другите бандити од негов калибар. Но пола пресконференции им се завучиш. Белорусија спомнуваат. Не знам, такви неразумни соопштенија. Тоа имаше во еден филм. Па Центар имале некој за анализа на криминал и корупција. Мислиш, акт
Агенција за Сега да не бидам не знам како беше. да не бидам субјективен, Тим, ама антикорупцијски тим. Не види, тоа е легитимен начин да се разберем. Нешто тие мора да прават. кој е во тимот? Тоа е друго, тоа се други 20. Тоа е легитимен начин. Нешто мора да прават. И еве направиле антикорупцијски тим кој што ќе прибира пријави, така пак ги... Океј, политичка партија работа е да биде опозиција, да бара такви нешта, да се бори и да ги убедува луѓето дека тие се подобро решение од оваа актуелна власт, бидејќи оваа актуелна власт тоа и тоа. Меѓутоа, ќе им треба доста време и доста суштина, наместо оние со што и да излезат утре, се демантирани од релевантни чинители во процесот. Не знам, Димса го обвинија бидејќи се презива Арсовски, дали имал роднинска врска со некој друг Арсовски кој што добил некој тендер некаде. Зошто? Бидејќи се презивал Арсовски. Браво за антикорупцијскиот тим. Исто и Пежа се презива Арсовски, па можеле да прашаат дали Пежа Арсовски има врска, нели? Или татко му, нели? Или татко му, или било кој што се презива Арсовски во оваа држава. Мислам, имаше Жарко еден арсовски каратист, можеби и Жарко е во целата таа приказна. Но окей, тоа е легитимен начин на борба. Глупав начин на борба е ти да зборуваш за Вучич, за Белорусија и да ги плашиш луѓето во Македонија со Вучич и со Белорусија, затоа што во моментов немаш со кого да ги плашиш во Македонија. Да. Тие не може да зборуваат за премиерот Мицкоски, бидејќи премиерот Мицкоски има 7 пати, 9, не знам колку повисок рейтинг од нивниот лидер. Значи, очигледно прави нешто што народот го препознава во оваа држава како добро. Ти не може да плашиш народ со најпопуларниот политичар. И затоа викаат, ама пазете, тој ќе стане како Вучич. Вучич прво владее во Србија 13-15 години. Да. Второ, секоја држава е башка приказна, не може ти да споредуваш. Да. Но ти од денес да им викаш преносно дека за 13 години Мицкоски ќе стане како Вучич, овој им го сече со тоа што каже дека за 4 години веќе тој не сака да е нема да го не сака, нема да биде претседател на ВМРО. И сега што правиме? Ништо. Ке си еве го младиот Јон Фрчковски излегол вчера храбро да се бори и тој ќе ослободува Македонија, бидејќи храбро го понел товарот на неговото минато, така нешто имаш. А оно што ми беше смешно е што вика тоа се случи само еден пат. Јас стварно И баш тоаш ме снима. единствен пат решил на бирово канцеларија да направи Адидас и баш тогаш некој го сликал. Никогаш претходно и никогаш после тоа не се случило. Тоа е подбивање со здравиот разум на со човек. здравиот разум. На вистина, стварно сметам дека е подбивање. Но мене Богдан многу ме плаши, искрено ти кажувам. Мечка. Да, овој Змија. Да. Што те плаши? Не ме плаши ова што се случува во СДСМ. Во моментов зошто? Мене ме плаши тигар гладен ако ми излезе вака пред мене. Не ме плаши. Ова со СДСМ. Би го изел да ти кажам искрено. Ако си ти погладен од него. Да. Како векаат, јас сум втора рака вегетаријанец. Првата рака оно што ќе го изјаде животното, втората рака сум јас. Така да мој пријател го кажа. Зашто ти кажам што ми е страв? Значи добро гази ВМРО, окей, има идеја, има визија, има приказна, прави нешто. Меѓутоа секогаш во политиката треба да имаш некој коректор. Опозицијскиот простор во Македонија е многу чуден сега политички. Значи Бичикле, кога ќе одиш ти во продавница и гледаш ресана, ја пикаш ли во жеп? не. Епа, ти си коректор на самиот себе. Окей е тоа, во рете. Ама еве, коректорот сега се вика АКТ, антикорупцијски тим. Ете, тоа е коректорот што го имаме, нема друг. Важниот коректор е собственото воспитување, чест, морал, собствените навики. Тоа е најважниот коректор. На семафор, кога трепка жолтото, ти треба коректор за да ти рече и за... Ето ти го коректорот, трепка жолто. Така. Односно трепка зелено пред да стане жолто. Тоа е коректорот. Океј. Так. Најважно е кога, не знам, еден ден ќе добие МВР пријава, дојава за некој дека барал, примил подкуп, не знам, работел криминално, МВР не му треба коректор, некој од СДС да му рече, еј, Да. тере го ова, како она ангелче, Да. белото ангелче, или па да има тука друго кој што го, еј, немој наше, не бе.
Не. Има ли пријава, релевантни докази, терај, постапувај и тоа е тоа. Пас дека е наш треба прв да Нема, да биде нема пример за именно, тоа. ама се разбира. Се разбира. Тоа е коректор. Не, навистина не мислам дека мора да е коректорот Филипче или Апасиев или Тоа токму не сега знам. да те пешам, што е со партијата Левица, со Апасиев? Тие се тврдат исто така дека победиле на последните локални избори. Убедливо победиле, да. Убедливо урбаните делови на аеродром, така имаше една изјава. Мајко мила. Така беше, не знам дали се сеќаш. Во урбаните делови на аеродром убедливо победиле. Победиле, да. Тоа изгледа како да име, не знам, може да има Димче од дете некои комплекси, па сака да е присутен во урбаните делови на аеродром, бидејќи можеби мислел дека потекнува од неурбаните делови на Прцорек. Јас би го посоветувал да да го надмине тој дел, бидејќи и од село, да сите ние 3 генерации назад доаѓаме од село, освен старите скопјани со бева видева, што се тука Ама 700 сега се години. голубари сите, да знаеш. Ако, па тоа е И дојдова. најголеми граѓани од Дебар мало. Дебар. Но, едноставно, реториката на левица е реторика. Јас повремено, еднаш годишно или еднаш на 18 месеци, се бавам со нив, бидејќи ми се интересни и забавни. Да. Искрено, ова не го зборувам подценувачки. Сигурно таму има добри луѓе, разумни, умни, со честни намери, со кои што имаме само идеолошки разлики. Меѓутоа има и онакви ватрени луѓе на 50 години кои што се однесуваат како сега да си ја преживуваат младоста и за дом спремни на нивна левичарска варијанта, учествуваат во... Јас сум правил протести на 27 година. Ме сваќаш, јас сум прошол, мене не ми е веќе тоа голема драж дека еј сега на улицата, ќе се докажам, реализирам, ќе окренам својот глас, ќе побудам емоција, реакција кај други луѓе. Тоа на 50, 60 кога ќе видам, кај некој ми е малце задоцнето преживување на нешто од младост. А паралела е на неуместна можам да направам, тоа се вика средовечна криза кај мажи, или фаќаш швалерка или купуваш Ферари, нели тоа го викаат во Америка. Поново боток ставаш си. Или во левица се зашленуваш и сега ти ќе тоа е поевтино ставање ботокс. Но мислам дека левица нема амбиција никогаш да владее во Македонија, дека се во една комотна позиција. Зборувам за лидерството, да се вечити претенденти за власт, а никогаш власт, што значи еден куп бенефити за првите луѓе, колку време ќе може да преживуваат така и да си ја хранат приказната, не сум сигурен. Во Бугарија, например, не е најсличен примерот, но вреди да се спомне, Слави Трифонов направи Има таков народ партија, која што го прегрна протестното гласачко тело во Бугарија во таа 2022, мислам беше 21-22 година, 1000 избори има. Така да, на секој 6 месеци. Победи еднаш, одби да прави влада, бидејќи нели имаше тој своји стандарди кои што односно не сакаше да биде политичар. Политиката разбира многу компромиси што мора да ги направиш. И одговорност. Не ова видео игра, па сега ќе си го дизајнираме ние светот како што сакаме. Победи втор пат Бичикле после неколку месеци, не направи пак влада, наредните избори после тоа беше на рап на праг. Дали ќе помине праг или нема да помине праг. Затоа јас им се дивам на нашите соседи бугари, дај Боже да учиме нешто и од нив, бидејќи очигледно се демократски позрели него кај нас. Ние овдека, пази, од се што направи Заев, откако дојде, од прв ден, потпиша со бугарите, па влезе со грците во преговарањата, договарањата и ние требаше уште 5 години на луѓево да ги убедуваме дека не чинит работава за да се случи нешто. Но може би тоа се и фази на развој на едно општество. Наредниот циклус ќе е пократок и така требало да биде. Но левица ако продолжи со, смеам ли да го употребам терминот курч? Може. Ако продолжи со својот политички курч како досега, ако не смеам да го повлечеме, Не, можеш. Но мислам дека нема да може предолго да трае оваа приказна. Затоа и сега има кругови таму кои што го пласираат што злонамерно, што добронамерно. Амар Мециновиќ, што било многу смешно да е за мене како човек, нов лидер на левица, бидејќи Амар сега веројатно во урбаните делови на аеродром е поважен од Димче од Прцорек, да. Ама ајде, и тоа ќе е интересно да се следи.
Не, ама интересно ќе е да се следи, знаеш. Океј, видовме во собрание, ја вади кондурата, удира по маса, не знам, наредно може со буре гол да се слечи да трча низ собрание, ама и тоа ќе го преживееме без поголеми потреси. Сепак за да допрат до поголема група на гласачи им треба суштина. Народот на вистина не е, ова не е флоскула, стварно луѓето не се прости, размислуваат, гледаат, анализираат. И си викаат, чека, ако гласам за левица и победат, кој ќе е министер за финансии? Така. Например, нели? Да не зборувам за сите 3200 функции што треба да се пополнат во државата. Најмалку. Тие немаа кандидат во Велесна Димчи и во Штипна Крмов, бидејќи не можеле да најдат човек, а не 3200 позиции во државата. Ама убави се тие приказни. Тарзани на Facebook и во парламент. Да, тука беше Весна Киранџиева, беше гостинка, некогашна председателка на дневните жени. На жени беше. Како се вика? И женава, тоа го кажа, вика, јас влегов таму со програма, мислам со ова, ќе дојдем утре на власт и вика, што брежеш, што ти работа? Ке бесиме, Богдан, знаеш како брзо ми помина време од денеска со тоа летна времето. Убаво ми е да сум гостин место јас да прашувам, а се зборувам. Да, ама и мене ми е драго што си од другата страна, што долги години сме пријатели и си ги знаеме мислите, како се вика. Да си жив, стварно ми беше пријатно летна времето, ама здравје Боже, ќе се гледаме. Ќе се гледаме, да. Секако тука сме присутни во медиумите, јас и ти, мене ми останува да ти посекам многу здрави, многу успех и приватно и професионално и како посветен родител, сопруг и човек кој што се бори за вистината. Да ти честитам тебе. Срекна нова година. 2026 да биде уште посрекна, да даде Господ. Почитувани гледачи, тоа беше... Можам јас за крај само. Да, повели. Да им честитам новогодишни празници на сите луѓе кои што во моментов не гледаат, на сите твои следачи и дај Боже да 2026 да е многу успешна за сите нас. Ти благодарам, Богдан. Вас, почитувани гледачи, исто така ви посакувам срекна нова година, сите желби и успеси во 2026 да ви се остварат, да бидеме многу посрекни, понасмеани и повеќе да се сакаме. Ви благодарам за вниманието, пријатно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.